Граѓаните и компаниите плаќаат превисоки сметки за струја, а основните пресметки се следниве, пресметаа од ВМРО ДПМНЕ. Само за период од неколку месеци, цената која ја плаќаат граѓаните за струја е зголемена за 50%. Тоа значи, ако пред нецела година сте плаќале 3000 денари, сега плаќате минимум 4500 денари. Ваквиот негативен тренд на покачување ќе продолжи и во зимскиот период, особено за домакинствата кои се греат на електрична енергија. Исто така, цената за сметките за струја која ја плаќа бизнис секторот е зголемена за 400%. Тоа значи дека доколку некое мало или средно предпријатие до пред неколку месеци плаќало сметка од 5000 евра, сега плаќа најмалку 20.000 евра сметка за струја. Од ВМРО ДПМНЕ велат дека и граѓаните и компаниите може да се спасат од високите сметки за струја и тоа на следниот начин. Итно е потребно зголемување на домашното производство на електрична енергија која може да се постигне со веќе предложениот план на ВМРО ДПМНЕ и претседателот Мицкоски до власта. Истиот опфаќа планирано и зголемено ископување на јаглен и дополнителна навремена набавка на истиот од држави во соседството. Правилно димензионирање на производството од хидроелектраните, набавка на доволна количина на мазут за целосна работа на ТЕЦ Неготино, ставање на земјата во квотата за газ со Унгарија или Австрија. Во исто време, лидерот Христијан Мицкоски објави Facebook статус во кој тврди дека за само 7 дена граѓаните на Македонија се оштетени за 350.000 евра, низ, како што вели, тој манипулации во интерес на власта. ЕСМ Елем распишува оглас за продажба на ноќни вишоци на струја за периодот од 20 до 26 август од 2 до 7 часот во вкупна количина од 1750 мегават часови. Цената по која овие ноќни вишоци се продадени е 303,75 евра за мегават час. За истиот тој период, цената на струјата на референтна берза при утврдување на цената на струјата во Македонија е 506 евра за мегават час. Македонија, граѓаните и ЕСМ за само 7 дена се оштетени за околу 22 милиони денари и наместо вишоците да бидат понудени на стопанството кое плаќа според спомнатата берза струја, играчевито се бори да опстане и да ги задржи работниците, парите се крадат и завршуваат во приватни џепови. АДСМ продава ноќни вишоци на електрична енергија по пат на јавна аукција и наддавања од заинтересираните купувачи. За период од 20 и 26 август продадени се 1750 мегават часови по цена од 303 евра за мегават час. Понуди дале 4 понудувачи и нивните последни понуди на крајот на наддавањето биле 140, 266, 293 и 303 евра за мегават час. Избрана е највисоката понуда која е добиена. Со оглед на цените кои се добиени од повеќе понудувачи, јасно се гледа дека постигнатата цена е таа која е реална за предметните 6 дена. На аукцијата на ЕСМ за ноќни вишоци и енергија од 2 до 7 часот може да се пријави да купи секој субјект кој е на слободниот пазар. Трговци, стопански субјекти, државни институции и така натаму, доколку имаат потреба од електрична енергија во тие часови. Во однос на изјавите и споредбите на лидерот на опозицијската партија Христијан Мицковски, ЕСМ не врши продажба на енергија на Хупекс, туку продава во земјава.